Обилните дождови деновиве ги наполнија и браните. Водостојот на браните деновиве е задоволителен, велат од Струмички слив. Оттаму се надеваат дека со ваквата состојба ќе има успешно водоснабдување и наводнување на земјоделските површини. Најголемата брана што не снабдува со вода Турија. Денес водостојот на истата е со капацитет од 30 милиони кубни вода. А со најкритично и најмало сливно подречје моментално е браната Водоча, вели Лазо Ѓоргиев, директор на оваа установа. Моментално е задоволителна. Кај најголемата брана што не служи за наводнување и за водоснабдување е брана Турија. Моменталниот капацитет на браната е од 50 милиона 350 милиона кубни, денеска има 30 милиона и 81 1500 метра кубни вода. Значи, се надеваме дека ќе има успешно водоснабдување и наводнување на површините земјоделците кои ќе се ги засеат, како долгогодишните наседи, така и другите наседи. Додека кај брана Водоча од капацитетот од 26 милиони 700, денеска има 11 милиона 284. Оваа брана не служи за наводнување и како резервна варијанта за водоснабдување во случај на дефект на брана Турија. Овде состојбата не е така поволна, ако моментално прекратат врнежите, овде водоснабдувањето за наводнување ќе биде со рестрикции 1 до 2 дена во неделата, пошто нема го задоволителниот капацитет. Новоселка е од 402 милиони и 200, денеска има 401 милион, 401 илјада се извинувам, значи они веќе се на прелив. Едино Иловица е на прелив браната, 414.000 кубни метра вода, и Чаушица е на прелив, 180.000 кубни метра вода, додека Маркова река истото сливно подрачје го фаќа како и Водоча, она е 614.400 капацитетот, а денеска има 520.400. Се надеваме дека во текот на наредните денови ќе имаме уште подобна положба. Од Центарот за управување со кризи пак апелираат за внимателност поради најавените метеоролошки промени со дожд, умерен ветер и со снег на повисоките места. Кога се оди со возило на планините, препорачливо е да се има полн резервоар гориво и да се внимава на лизгавоста и проодноста на патот. Да се внимава на лизгавоста и проодноста. Во природа кога се оди и треба да се избегнуваат сувите корита, како што вели народот суводолиците, бидејќи некаде повисоко, ако заврне пороен дожд, може нагло да дојде опасна вода и да ги загрози луѓето во тој реон, иако кај нив само заросило или пак во тој момент нема дожд. Инаку, на магистралните регионалните патишта, нормално е во вакви услови внимателно да се управува со возилата, особено на патиштата низ котлините, речните долини и клисурите, каде што има можност од појава на одрони. Не знаеме кога ќе налетаме на купишта камења или само на еден поголем. Ова посебно се однесува за делниците Капланово, Велес, Маврово, Дебар, Струга, Виница, Берово, Кочани, Делчево. Знаеме дека и сезонскиот режим на сообраќај на патниот правец Охрид-Ресен преку Националниот парк Галичица е пуштен за сообраќај. И тука треба да се внимава дека тоа е убава планина, но при неповолни метеоролошки услови сепак планината си е опасна. И секако на повеќе места во државата треба да се вози внимателно, особено таму каде што има работи на пат, па да се почитува таа поставена соодветна сообраќајна сигнализација, но да има голема внимателност. Во последното деноноќие имало вкупно 1583 повици на единствениот повикувачки број за итни случаи 112 во Центарот за управување со кризи.